Со првата своја изјава, новиот градоначалник ја потврди вистината што неколку години ја зборуваме, дека Штип е еден од најнечистите градови во државата, но вина за тоа има и тој, рекоа денес на пресконференција од локалниот огранок на ВМРО ДПМН. Прво, градоначалникот не треба да заборава дека во изминатите години тој истиот беше советник во Советот на општина Штип и тој беше еден од оние кои ја поддржаа набавката на метларката по фантастична цена од 86.000 евра. Дополнително, градоначалникот не треба да заборава дека неговите раководат со градот од 2017 година, што ги прави директни виновници за состојбата во Штип. Но сакал или не, намерно или ненамерно, со својата риторика фрла сомнеш врз единството во СДС на локално ниво. Изјавите на новиот градоначалник покажуваат николци на раскол и неединство во владеачката партија на локално ниво. На прозивката на ВМРО ДПМН градоначалникот на Штип Сашо Николов излезе со контрааргументи. ВМРО ДПМН никако да свата дека едноставно постојат работи кои се над личните и партиските интереси, а тоа е грижата за граѓаните за градот. Оваа партија најмалку може да обвинува за неединство, зашто ваквите лаги им беа демантирани на самите избори за градоначалник, но таа вистина не им одговара. Како човек целосно реализиран во мојата професија како доктор и како човек кој како градоначалник апсолутно се посветува на потребите и барањата на штипјани, сметам дека е под секое ниво енергијата да се троши на ефтини обиди за политизирање на локалните прашања. Штип и штипени заслужуваат многу повеќе од водење на дневно празна партиска политика, посебно за работи кои се клучни за развојот на градот. Стои во реакцијата од Николов.